Почитувана јавност, Христијан Мицкоски останува запаметен како неодговорен политичар, кој за време на оваа криза се однесува незрело, несериозно и неодговорно, на штета на граѓаните и нивното здравје. На почетокот на кризата, Мицкоски го потценуваше и се подсмеваше со заканата од коронавирусот. Потоа лажеше дека немало доволно тестови за корона, иако илјадници граѓани се тестираа согласно протоколите. Среде пандемија, Мицкоски и ВМРО-ДПМН водеа валкана кампања против Венко Филипче, со лажни вести и неосновани закани за кривични пријави. Лажеа дека 140.000 граѓани останале без работа поради коронавирусот, иако бројката не надмина 8.000 граѓани за време на кризата. Во меѓувреме, граѓаните гледаа слики од Христијан Мицкоски како вежба во теретани и како прави прошетки на водно. Денеска Мицкоски прави се за да нема избори. Прави се за да ја држи земјата во неизвестност и да создаде политичка криза. Само заради тоа што се плаши од изборно соочување и известни од пораз од граѓаните. Однесувањето на Христијан Мицкоски и на кадрите на ВМРО-ДПМН во техничката влада се уште еден доказ зошто се потребни избори и зошто ни е потребна нова политичка влада. За Наке Чулев поважно беше да го одбрани неговиот шеф, да снима пропагандни спотови, отколку да ги спроведува мерките и да го штити здравјето на граѓаните на тој начин. Јавноста виде како не се спроведуваа контролите. Се дозволи кршење на забраните за јавни собери, а полицијата под водство на Наке Чулев воопшто не реагираше. Обструкциите и блокадите на функционерите на ВМРО-ДПМН во техничката влада се потврда дека личните агенди и теснопартиските интереси на Христијан Мицкоски за нив се поважни од заштитата на здравјето на граѓаните. Таква деструктивност е недозволива. Затоа, почитувани граѓани, изборите се решение, а не проблем. Со ново собрание и со нова политичка влада, со целосен легитимитет, институциите целосно ќе бидат посветени на обезбедување на законите во државата и заштита на здравјето на граѓаните. Особено во период кога се олеснуваат мерките и кога сите треба да се подготвуваме за новиот бран од коронавирусот на есен. Здравјето и живеачката на луѓето се најважни, а затоа ни треба целосно, функционален, демократски и институционален систем. Северна Македонија мора со целосен капацитет на институциите да го дочека септември, за да биде целосно подготвена за уште поефикасно справување со последиците од досегашниот тек на пандемијата и за очекуваниот нов бран на COVID-19 вирусот. Ви благодарам.